Со букет цвеќе во рака, Орце Ѓурѓиевски дојде да го преземе новото работно место. Средбата меѓу новиот градоначалник и неговата предходничка Данела Арсовска беше студена и траеше помалку од 1 час. При заминувањето Арсовска не даде изјава за медиумите. Ѓурѓиевски најави дека прв чекор по преземањето на функцијата ќе биде масовна акција за чистење на главниот град од отпад, која ќе започне на полнок и ќе трае 72 часа со миење на плоштадите и булеварите. Ќе спремаме брз ребаланс, кој што ќе треба за скоро да го донесеме, ребаланс кој што ќе содржи нови проекти кои што ќе ги започнеме во градот Скопје, но и оние 4 проекти фокус ќе имаат сериозен, кои што се останати некои од нив и повеќе децении, на кои што ќе се фокусирам наредниот период да бидат конечно одблокирани и да имаат брз расплет, односно брза реализација, како Клучката Момин поток, булеварот Борис Трајковски и двата моста, едниот на Љубљанска и Михајло Апостолски генерал во аеродром према Гази Баба. Тој најави и смени на директорите во јавните претпријатија, како и отпуштање од работа. Да сите оние кои што правеле злоупотреба на своите работни места, а биле плаќани од граѓаните, особено оние за кои што имам информации, а вечер ќе давам и детали за тоа, кои што неоделена работа земале плата, без тактизирање, без при тоа се зема во предвид кој од каде доаѓа, политичка партија, вера, нација и се останато, да бидат отстранети уште денес во голем број од работа. Така да очекувам апсолутно ревизија ќе следи за сите јавни претпријатија и ревизија ќе има во градот Скопје. Додека траеше неговата изјава, веќе почнаа да се отстрануваат малите рампи на влезот во градските канцеларии кои служат за евиденција на вработените. За утре е најавена и средба со приватните превозници за надминување на кризата во јавниот превоз. Ѓурѓиевски најави дека уште 60 нови автобуси ќе бидат пуштени на линиите во главниот град со цел да не дојде до прехин на јавниот транспорт.